Помина речиси 5-6 години, кога така да речам, последен пат прошетав низ Крушевската регија, поточно речено кога во 2017 господово лето за водици го посетив Крушевското село Селце. Ете како што бели народот, Господ милувал Крушевската регија повторно да ја посетам, но овој пат на ден пред големиот христијански православен празник Свети Атанасија Зимен 2022 господово лето и тоа селото Светомитрани. Овој пат решив да прошетам низ атарот на селото Светомитрани, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, затоа што каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја, каде што секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина историја на ова населено место, а за сето ова говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средовековните градби, многу тврдини, бедеми утврдувања и други можне стари сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, од давнина до денес, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Крушевскава регија, така да речам никако не му доаѓаше редот на ова село за да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели дека некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. Јароше го најдов туту што бери ке сакаш, меѓутоа јас не те барам тебе да ми овој да... Само ми треба мене човек што ќе го информирам кај сум, што сум, разбираш? Не го би. Него документарен запис. Една стара народна поговорка вели дека некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. Се криеше, Јароше го најдов туту што бери ке сакаш, меѓутоа јас не те барам тебе да ми овој да... Само ми треба мене човек што ќе го информирам кај сум, што сум, разбираш? Не го би.
Кога се зборува од научен и документаристички аспект за минатото на ова село, материјалите се многу и разновидни. За најстарите периоди немаме директни показатели дали тие населби кои што постојат во неговиот синор имаат некаква директна врска со континуитетот на самото село. Според мене таа врска е прекината, меѓутоа што се однесува до античкиот период на синорот на Светомитрани кој што е некаде 10 километри квадратни, регистрирани се неколку локалитети. Еден преисториски локалитет стар 7 до 8.000 години во местноста Чука. Другите локалитети се од македонскиот период и од римско време. Најдени се различни археолошки материјали кои што може да се идентификуваат кој локалитет на кој период припаја. Предпоставувам дека во римскиот период некаде е изградена црква, или може би во византискиот период, Свети Димитрија, која што со сигурност може да се тврди дека постоела, тоа го документираат и пишани материјали. Црквата се најдувала во местноста Рајчејца, каде што во иднина, во 14 век е организирано и денешното село. Научно гледано името црквата, односно селото го добива според таа црква Свети Димитрија и некаде до 1912 во сите официјални документи селото го носи името Свети Димитрија. И е така попишувано и запишувано, иако очигледно народски, според македонскиот говор е олеснето и е крстено Светомитрани или Свети Митрани. Кога зборуваме за првите документарни податоци за селото, тоа е една од трите Душанови грамоти, зборуваме за српскиот средновековен цар Душан, кој што е титулиран како македонски цар во многу негови документи. Во 1335 година, кога се обидувал да го завладее овој простор од Македонија во неговите освојувања, на манастирот Трескавец, за да го придобие како голем феудален собственик и да ја утврсти својата власт, му подарил, односно му ги потврдил претходните имоти кои што ги поседувал, тоа пред се различни видови имоти, лозија, ниви, воденици, цели села. Потоа во 1342-43 година издал уште една грамота со која што ги потврдува имотите и тука уште попрецизно се гледа дека станува збор за ова село и за ова место, бидејќи описот на меѓите негови се споменуваат и денес постоечките негови села, така што тој синор се граничал со Пресилска меѓа, со Кривогаштани, со Бела црква и со една селиште, тоа е веќе празно испустено непостоечко село Главочани или Главочани, тоа е јужно од денешно Светомитрани, на просторот на денешната местност Манастирище. Потоа и третата грамота го потврдува постоењето на ова село и таа е непосредно пред крунисувањето на цар Душан во Скопје за цар, меѓутоа тука е променета неговата квалификација, со тоа што од метох или црковен имот, каде што фигурира во претходните две грамоти, сега станува село и добива нова економско-социјално-правна квалификација и од тогаш како село документирано може да се следи до 1586 година и е регистрирано на сите пописи. Според тие пописи, бројот на жителите и домаќинствата за тие услови спаѓа за едно од поголемите села во овој регион, бидејќи во просек доаѓа преку 100 да има од денешен аспект куќи. Првиот османлиски попис е од периодот на 1467-68 година. Тоа е еден дефтер, опширен пописен катастарски председ дефтер со кој што се гледа имотно-правната карактеристика на местното население и на селата и тука повторно се споменува како село Свети Димитрија, кое што има близу 100 куќи поделено во колку фамилии се женети, неженети, вдовици. Тоа има врска со начинот на плаќање на данок. Исто представено е колку натурална рента населението плаќа и кои се собственици на имот. Интересно е да се спомене во овој период, бидејќи веќе селото добива османлиски бек, односно Сајбија, управник на селото,
и собственик. Друг попис во кој што се споменува Светомитрани и е на вистина куриозитет да се истакне е пописот од 1544 година. Што е значајно за тој попис? Селото спаѓа во личниот имот на познатиот османлиски султан Сулејман Величенствениот. Тоа значи дека во овој тимар, во овој имот султанот делегирал свој представник наречен војвода кој што се грижи за тој имот. Потоа на следниот попис во 1586 тоа е последно официјално споменување на селото и тоа исчезнува во изворите до 1844. При крајот на отоманското владење, селото било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби биле Али Ефенди од Битола, Сали Ага од Дебар, чорбаджичката фамилија на Асанчевци од Прилеп и Реджо Ага од селото Пресил. Дека селото Светомитрани на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија, 1390-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кнчов, внесени во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото Светомитрани броело 200 жители, сите македонци. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења во 1905 година, селото Светомитрани броело 232 жители, сите рисјани. Тој период ја крстарат многу учени луѓе Македонија, престојувале и многу патеписци, трговски агенти, конзули, тоа е документирано еве конкретно Виктор Григорович, руски истражувач, поминал тука низ регионот и ги не бројува селата. Многу има престојувано исто во непосредна близина, можеби лично и во Светомитрани, но во Кривогаштани сигурно, познатиот српски писател, кој што требало да ја утврди состојбата, тој е Бранислав Нушич или Алкибијат Нуша, кој што потекнува од село Магарево, битолско, а во функција на ангажиран од српскиот конзулат во Битола. Неговиот престој тука кога утврдувал на кој начин може да се зацрсти српската пропаганда, тој соопштува дека доколку успееме да се зацрстиме во Кривогаштани како централно село, ќе успееме тука да добиеме и наши приврзаници, што малку подоцна и се случува кога ќе се следат настаните. Тука престојувал, кога зборуваме за учени луѓе, имал средба во училиштето, екзархиското училиште, кое што е непосредно до црквата Света Марина и Свето Вознесение, и учениот Ѓорги Трајчев, кој што има доста публикации, е прилепчанец, а тогаш бил во својство тука дојден на директор на Прилепската гимназија. Дека селото Светомитрани на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи Јован Трифуновски, во неговото дело Селските населби во Битолско-Прилепската котлина, во делот за семејните родови за селото Светомитрани го забележал следното. Семејниот род на Коларовци во Светомитрани е доселен од селото Вишника и Струга во втората половина на 18 век, најпрво во селото Врбоец, а потоа во селото Светомитрани. Од родот на Коларовци води потекло семејниот род на Зулјамовци. Бакардиновци доселени се од Горно Житоше. Тотевци доселени се од некое село Тетовско. Пусовци доселени се од прилепското село Бела Црква, додека пак на семејните родови Тинтовци и Музевци не им се знае потеклото.
Гајчерковци доселени се од демихишарското село Железник. Калевци доселени се во 1905 година од селото Горно Дивјаци, кои претходно живееле во Галичник. Галевци вода потекло од селото Врбјани, а во Свето Митрани се доселиле од селото Пресил. Јас се викам Владо Томески, моментално сме во гробиштата на село Свето Митрани и црквата Свети Никола. Тука се наоѓаме пред вечното почивалиште на моите предци. Според историските податоци, мојата фамилија е во меѓу првите доселени во селото Свето Митрани. Значи, народски кажано, го има заселено селото со уште неколку фамилии. Втората половина на 18 век за Свето Митрани е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на алданскиот мудур на Башки Бозукот, предводен од Чајабек од селото Дебреште. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на разорнатите цркви Свети Никола и Света Марена, која се наоѓа во северо-западната страна на селото, чија основа на црквата е крсна во форма на правоаголник. Оваа црква е изградена во средината на 19 век. Според приторската плоча, осветена е во месец септември 1856. Тоа е периодот кога Османлиската империја воведува во два наврати 1836 и 1856, односно 38 и 1856 два реформски акти. Тоа е танзиматските реформи и 1856 тоа се реформите проведени со Хати Хумајунот, кога христијанското население добива повеќе права, меѓу кои да гради цркви. Црквата според тогашните стандарди била вкопана добар дел во земјата, како што сведочеа постарите жители на местово. Таа е длабока уште 2 скали, вкупно 4, од кои што денес тие 2 се засипани. Самата црква е живописана, не се знаелот кои се зографите. Според стилот, ако се спореди компаративно, може да се идентификуваат и имињата. Исти ваков стил има во црквата во Растојца, Демир Писарском. Тоа се крушевски зографи. Очигледно е живописана на два наврати. По стариот живописување со алфавитна азбука испишани текстовите, додека по новото испишување некаде 1885-86 и со кирилични букви. Интересни се моментите како црквата има 2 имиња, тоа е Свети Спас или Свето Вознесение, бидејќи на Свето Митрани месна панаѓурска слава е Спасовден, и Света Марина или Огнена Марија, која што последните 20 години е возобновено со избирање на кумови и одржување голем народен црковен собор и богослужба. Ако бараме историска потврда, тогаш изборите не водат до веќе сега непостоечкото село Стари Ров во близина на манастирот Свети Спаски Крушево или под Крушево, каде што се случува еден чин од македонска крвава свадба, односно тука соседните муслимански или муслиманизирани села Рововец, Алданци, Норово грабат на девојка која што се вика Румена. Кметот на селото успеал да ја спаси неколку пати благодарение на собственикот на крушевското земјиште, кој што бил адмирал во османската армија. Меѓутоа се случува немил настан, тоа село последниот пат уништено и населението се раселува во Крушево, во Свето Митрани и во Кривогаштани. Легендите, а и изборите индиректно компаративно потврдуваат дека по интервенција од местното население, бидејќи таму и манастир и црква Свети Спас, кои што можат да се следат од 15 век до уништувањето во 1769 година, инсистирало местната црква да го добие името Свети Спас. Имало од друга страна од домородното население инсистирање црквата да го носи името Света Марина. Сега друг интересен момент. Дел од фамилиите се дојдени од село Вишне, според некои избори,
тоа е струшко, кога компаративно ќе се споредат кои празници се празнуваат или населението кое што се расселило, исто и таму има и црква Свети Спас, и неканонизирана светица Света Спаса, и на исто црква Света Марина. А единствено во Македонија, само во Светомитрани, во Боротино, во Зубовце, Гостиварско и во село Туин Мала Преста, има цркви кои што го носат ова име. Освен ова црква, имате ли уште други некои црковни храмови во околите на селото? На сидорот од селото има идентификувано повеќе, некаде преку 11 остатоци од црковни објекти и манастири. Дури самите имиња како манастириште потврдуваат дека имало манастир, тука се тврди дека има манастир Свети Ѓорѓе. Самото село го добива името според манастир или црковен имот Свети Димитрија, чии остатоци веќе се идентификувани во местноста Речејца. Како цркви се споменуваат, значи покрај Свети Ѓорѓија, Свети Димитрија, Свети Никола, која што исто возобновена некаде 80-тите години од 20 век, се уште не е осветена. Потоа има Света Мина, исто црква, другите имиња, мислам, идентификувани имиња, другите имиња не се промнати од другите објекти. Тоа пред нас се римски надгробни споменици, пронајдени во урнатините на црквата, и во овој регион многу често се користени како честна трапеза во олтарот, каде што се чуваат светињите со кои што се осветува црквата. Најчесто се земани од поголемите археолошки локалитети во околината, ги има скоро во сите цркви. Инаку, тука се наоѓаат и два гробови, како што пренесуваат устните наративни преданија и легенди. Станува збор за млади зети невеста кои што починале на нивната свадба и биле погребани тука пред самата црква. Инаку црквата како локалитет утврдено дека првата црква потекнува од 14 век. Најверојатно некаде во османлиското владење е разрушена. Она што е по ископините пронајдено се траги од гареш, значи изгорен материјал, човекови коски исто изгорени, што значи дека е запалена внатре со живи или друга варијанта убиени луѓе. Прв човек од Светомитрани кој што се зафатил да ја откопа црквата се вика Димитрија Георгиев Мурговски, дојден тука како домазет од село Белополе Прилепско. Тоа е некаде на почетокот од 20-тиот век, 20-тите години. Овој објект кој што денес го гледаме, започнат да се гради некаде 80-тите години, од 20-тиот век, околу 83-85-та. И последните години ги има добиено овој изглед. Првиот човек кој што го изградил објектот се вика Петар Велушковски, денес е точно, додека другиот човек кој што ги има превземено на другите градежни работи е исто Добре Димески или Велушковски. Од ова село живее во Битола со негов ангажман, со помош на мештаните, селаните и различни акции. Дојдена е до оваа состојба, црквата се уште не е осветена, иако внатре има делумен живопис. Се надеваме во најскоро време да биде осветена. Во подалечното минато, светомитранци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Војводата Никола Петров Русински, кога доаѓа да го организира Крушевскиот район пратен од Гоце Делчев, 901-902, во своите спомени вика кога добив наредба да се преместам во Прилепскиот район да го организирам, он мене го споменува дека непосветени села останале Кривогаштани и Светомитрани. Тоа го направил новиот војвода Веле Марков со Никола Карев, некаде во втората половина на 902 година до 903 година е организиран месен комитет на чело со Недан Гајќарковски како
војвода на местната чета е војводата Корун Блажев, кој што подоцна учествуваат во востанието. Во време на Илинден, бидејќи од тука потекнува помајка и Никола Карев, посветил посебно внимание на и состојбата на местното население поради населението од соседните села, и успеал во востанието да вклучи некаде 25 до 30 луѓе, од кои што добар дел се знаат и имиња. Тоа дека е така го потврдуваат и два османлиски извештаи од текот на август и септември 903, каде што кажуваат дека од 40 куќи според пописот 30 востаници се приклучени од бунтованото село Светомитрани. Пред самата црква, Свето Вознесение и Света Марина, која што спомнавме дека има функција на соборна црква, се најдуваат и неколку постари запуштени гробови. Тука почива и прв браточет на Никола Карев, Тале Тотески. Бидејќи мајката на Никола Карев потекнува од ова село и се вика Петка на Мирчева Тотеска. Таа фамилија во 1913 година, некаде месец март-април, доживува еден голем погром. Во местноста Гајок се убиени неколку членови од таа фамилија, меѓу кои настрадува и споменатиот Тале како востаник, претходно учесник во востанието. Тоа е уште едно вечно почиталиште на Милан Мургоски, исто учесник во повеќе борби. Од другата страна е вечното почивалиште на неговиот татко Димитрија Ѓорѓиевски Мургоски, кој што споменавме и црквата, дека ги пронашал првите темели, но е учесник во Илинденското востание во четата на Атанас Карев. Сега надписот тука е тешко да се види, бидејќи е поставена плоча врз неговата оригинална плоча, но вечното почивалиште е сепак сочувано тука. Исто нашата фамилија и потекнува познатиот писател Димитар Талев. Иначе во Прилеп познати како Палисламов. Значи името Палисламов или прекаро го има добиено според војводата Палисламов, значи кој исто така Светомитрани по X случаи, значи одлучува да се преселат тие во Прилеп. Од тука исто потекнува мојот прадедо Неден Гаќерковски, кој е председател на местниот комитет на ВМРО во времето на Илинденското востание и пред тоа. Исто и Томе Гаќерков, значи Гаќерковски, исто како и другите тогашни соселани што живеат, значи селото Светомитрани има дадено некаде околу 30 комити. Неден Гаќерковски, како председател на местниот комитет и на селската милиција тогаш во Илинденскиот период, од страна на турците е откриен и дома затекнат на спиење и уопсен. Исто така вечерта е носен за Крушево, при што некаде под местноста викана почивка тука му бега на турците оковано во прањки. Пролетно време и успева некако да се сокрие во еден од вировите на рекичката која тогаш се топа снеговите и после тоа заминува во Бучин, Маковач, каде прангите му се пресечени и понатаму се крие. Исто неговиот брат Томе Гаќерковски го спроведува канало со оружје, со муниција, со залихи, се што му треба за комитите во Крушево, од Крушејани, Светомитрани, Трстеник.
од Трстеник после ги презема крушевските курири, да речем, што Трстеник е вичено место. село. Село поставил. Сега не постои. Така. Мирче Тотевски е еден од учесниците во Илинденското востание од ова село. Во неговата биографија се сретнуваат податоци како еден и од екзекуторите кои што извршувал наредби за физички ликвидации и екзекуции на лица кои што се огрешиле пред делото, целите и борбата на Македонската револуционерна организација. Така што тој покрај тоа има земено и живо учество во самото востание. На времето македонската телевизија уште додека бил жив се обиделе да снимаат негови спомени и сеќавања, меѓутоа бидејќи инсистирал да стои кога бил прашан за кои цели и борба се бореле, тој потенцирал дека се бореле исклучително само за автономија на Македонија и за никакви други цели, интереси, така што после тоа исто е забележано неговото оружје дека е предадено во Крушевскиот музеј со кој што се бори. Да се надоврзиме за разговорот со Мирче, значи Мирче и прадедото мој Недан Гаќерковски се големи другари. Исто и учесници во Илинденскиот период, како што соборци, како што напомна Зоран за Мирче, како што каже историјата негова. Недан е, да се надополни, учесник, председател на местниот комитет на ВМРО и на селската милиција. Значи, како ликови од селото Светомитрани треба да бидат запомнати и забележани. Можете некогаш ќе се направи, ќе се напише една книга, така со повеќе страници, јас малце би било 1000 да речам, за историјата, за личностите, за периодот на Македонија, значи, од овој дел на Македонија, од Пелагонијата, дека сме наследници на вистински македонци и континуирано обстојуваме, се бориме во сите војни и наши и туѓи за опстанок на Македонија и како македонци. И таа борба продолжи во иднина, нема да биде лесна, ама ќе продолжи. Овој Мирче Тотевски ми е дедо, на дедо му е Чичко. На времето, кој било турско робство, бил извршител, кој би лекуваше и средувал. И жената му не му велела: Мирче, да не умриш дома, овие работи ќе правиш, ти неколку ќе се мачиш. Овој Мирче Тотевски, Давид Сназа син му е, а овој му е син Благоје Тотевски. И син му е позади нас овде Трајче Тотевски. Овој гроб е погребан и војводата кој што е предводил четата во Илинденското востание од Светомитрани. Се вика Курум Блажев Коваровски. Во изворите е забележано дека тој е трета жртва од левата страна на Мечкин камен. Негов директен соборец и сведок на неговата убиство бил и револуционерот од Крушево Васил Настев Мицкоски, подосна телохранител на заграничниот представник на ВМРО Наум Томалевски, кој што е убиен во Софија. Бил погребан веднаш на влезот од Крушево, тој османлиите не дозволувале неговата фамилија да го донесат во селото. Во текот на Првата светска војна, кога доаѓа до бугарска окупација, бугарите со цел да го придобијат населението, дозволуваат негова ексхумација и го погребуваат тука. Денес во неговото почивалиште се погребани неговите потомци, поточно неговиот син, односно внук од синот Коле. Бидејќи Корун загинал млад, оставил само едно дете,
машко дете кој што се викало Кој. Непосредно пред погибијата во Цер, каде што во инспекцијски надзор доаѓа војводата Христо Узунов, преку Свето Митрани кон Цер се упатува и другата чета која што е загината, таа е предводена од војводата Пецо Гранчаров. Кај престојувала тука и колку престојувала, не знаеме, бидејќи пристигнала од Бугарија. Меѓутоа го искористила селото како канал и преку Бирино стигнала на договорената локација. Од ова место потекнува и Ѓоре Панов, од родот Зулановци, кој што за мештаните и не е баш така познат. Меѓутоа тој во некаде 1910-11 година бил определен од организацијата од војводата Ванчо Џонето и Тодор Александров да изврши еден атентат. Бидејќи постоела опасност атентатот ако се изврши во Крушево, бидејќи неколку претходно се извршени повторно градот да биде запален, се решило атентатот да се изврши во Прилеп. Тие атентати се викаат магарешки атентати, бидејќи се извршуваат на магаре натоварено со експлозивна направа. И денес му доаѓа нешто како автомобил бомба. Па така откако Ѓоре го добил потребниот материјал, го товарил магарето и еден ден пазарен се упатил во Прилеп, место каде што во чаршијата се продавале тикви, бидејќи османлиите биле меракли на тикви. Тој го потпалил фитилот, но имало проблем што фитилот бил спорогоречки, но бил поставен и во многу нечиста волна сераелија, која што го спорувала горењето и се заминало од местото. Магарето си се опатило со движење и навистина успело да избере многу подобра локација. Застанало до еден ан каде што била целокупното османлиско раководство од Прилеп, односно градоначалникот на Прилеп или Прилепскиот кајмакам, началникот на Прилепската полиција, началникот на Прилепската жандармерија, инспектори и така натаму. Меѓутоа нивното обезбедување забележало чуден чат кој што излегува од торбите на магарето, на брзина го деактивирало и веднаш започнале истрага да го откријат сторителот. Магарето било носено на повеќе влезови или излези кон Прилеп, кон Барбарос, кон Мариово, кон Битола и на крајот кога било последно однесено на Крушевско џаде, самото магаре пристигнало на сред село. Го сретнало својот собственик кој што се обидел да го изигнорира, меѓутоа добитчето си го познало собственикот, започнало да рика и да се движи кон него. Така османлиите откриле кој е собственикот. Собственикот бил уапсен, малтретиран, но никогаш не ги открил нарачателите, бидејќи бил верен на организацијата, и мештаните се собрале тврдејќи дека Ѓоре магарето пред известно време го продал на цигани кои што живееле од Мариово и навистина не можеле да гарантираат што тие цигани направиле, каде го дали го препродале магарето или тие се учесници, и на тој начин Ѓоре останал неказнет, мештаните исто спасени. Овој атентат не успел, тогаш се организирани серија од атентати, такви атентати во овој регион, па и низ други делови и градови од Македонија. Исто така, светомитрани не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирани во разните војски, било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своето родно огниште, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Првата Балканска војна има регистрирано тука неколку учесници, кои што се далеко од овој простор, претежно се ангажирани во Тракија, и тоа е смислено зашто да бидат подалеку. Во Првата светска војна се регистрирани некаде околу 13 личности кои што учествувале, и добар дел мобилизирани во српската армија, дел се загинати кај Валјев. После предавањето на Австро-Унгарија, мобилизирани во бугарската армија и стационирани на
Солунскиот фронт, но во Солунскиот фронт има и луѓе кои што учествувале, односно останале во српската армија и се повлечени преку Албанијата, албанска Голгота на островот Крв, како Томе Стојановски или Геќарковски, и учествувал на Солунскиот фронт до неговото расформирање. По повлекувањето на војската од Крв, одма се препратени на Солунскиот фронт. Томе го преживува Солунскиот фронт и се враќа во Светомитрани, каде што доживува длабока старост. Потомци на Томе се Целе, Благоја и Живко. Тројцата синови, како младинци, во почетокот на Втората светска војна, земаат учество во партизани. Прво зема учество Благоја, па потоа Живко, а Целе со настаните на Скопското кале тогаш, значи е мобилизиран за одење на Солун, значи некаде кај сегашната граница кај Скочивир, по наредба тогашните власти, таа заедно со неколку души од Светомитрани, значи таа единица се растура и Целе се повлекува во Светомитрани. Ова е вечното почивалиште на еден од учесниците од ова село во Народно-ослободителната војна, Јордан Тинтовски, кој што зел активно учество во таа борба за формирање на оваа современа македонска држава. Неговото почивалиште е обновено од Сојузот на борците на Република Македонија. Тој е еден од позначајните гробови на овие гробишта, каде што почиваат бројни борци, учесници во војни пред се илинденци. Како правнук, значи како правнук и како фамилија ние сме горди многу на нашето потекло. На илинденците, значи на нашите предадовци Неден Геќарковски, Томе Геќарковски, исто сум горд на нашите дедовци, Целе, Благоја, Живко, а исто така како најмлад сум учесник во воениот конфликт од 2001. Јас лично. И од тој дел од поновата македонска историја собрав сили да напишам оваа книга. Значи јас сум автор на книгата. Книгата ја сочинувала некаде 155 страни и малце е комплицирано да пишува за нешто што си го поминал, ама како што гледаме историјата или сега иднината како ни се одвива на државата, мора да запишеме и да оставиме на генерациите, на идните генерации да има пример, да прочитаат како си сакаме државата. Значи. Од пред нецели 2 години тука почива мојот татко Ѓорѓи Бобиски, кој што со задоволство и радо ги гледаше емисиите, вашите емисии на Зоран Костовски, кои што се однесуваат на нашите убави китни села. И често коментираше кога ќе доживеам овој човек да дојде и да снима една емисија во нашето село. Мештаните од селото во Светомитрани ми раскажаа многу приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од неполекливата драгоцена слика за Светомитрани низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, а дел од тие приказни ќе ви ги пренесам во наредната патописно документарна репортажа за селото Светомитрани.